Не сум задоволен од одговорот, премиере, зборувајќи за институциите кои вие ги контролирате. Значи, за кои институции? За Министерството за внатрешни работи, за УЈП, за ДКСК, за која што вашиот вице-премиер изјави дека не ги бивало, барате да се расчисти случајот. Тоа се истите оние заради кои ни носат странски тимови за борба со корупција, тоа се истите оние кои секојдневно имаме, за кои имаме по една изјава од амбасадор за тоа дека сме потонати во корупција. Дали тоа го барате од оние што се прават дека не се ги познаваат надлежностите и се ги префрлаат одговорностите еден на друг, односно од оние кои што не сакаат да се мешаат во својата работа. Институциите се заробени, тоа вие многу добро го знаете, и затоа никој нема доверба во нив. Немаат ниту македонците, ниту албанците, ниту турците, ниту сите останати. А за тоа директна вина носите вие како премиер, затоа што сте надлежен над сите нив. На овој начин, денеска гледаме дека тука нема ниту еден пратеник од Демократската унија за интеграција, гледам ниту еден министер од Демократската унија за интеграција. Вие докажувате дека сте вие најголемиот клиент како СДС и како премиер, и сте најголем заштитник на Демократската унија за интеграција. Вие лично со вашиот однос дополнително ги засилувате изјавите на меѓународните пријатели и создавате услови за нови вета надвор, односно на патот кон Европската унија. Каде се еднаквите можности за сите? Едното општество во која друга ЕУ држава, најблиски роднини на функционери, добиваат концесии за ископ на варовник и склучуваат договори со државни фирми или добиваат субвенции. Во ниедна, освен во Македонија, тоа е можно само ако Али Ахмети ви е вујко, а Димитар Ковачевски ви е кум. Господине премиер, која фирма со меѓународна репутација и милионски обрати ќе даде на 24 годишен човек 39% од 30 милионски бизнис, без за тоа истото лице да даде ниту еден денар? Дали фирмите во кои еве вие сте биле директор, доаѓате од приватниот сектор, тоа некаде би го направили и дали некаде го направиле? Дали знаете за такво нешто во светот дека се случило? Значи, за секоја услуга во деловниот свет, барем според книгите, се бара противвредност. Која е противвредноста и дали е тоа презимето Али Ахмети, односно Ахмети? Повторно ги кршите и копехашките критериуми, економските слободи за кои веќе добивме укори од Европската унија. Бегате од одговорност, меѓутоа тоа ви е карактерна особина која што ја докажавте низ за време на вашето владење. Благодарам.